Кога говориме за Светото Писмо на Стариот Завет, тоа е всушност објавата на Божјата промисла, Божјиот план и Божјото делување во овој ваков свет преку конкретни личности и конкретни заедници. Еврејскиот народ. Всушност, целото Свето Писмо и Стариот и Новиот Завет е сведоштво за Божјата промисла за спасение на човекот. Бидете со нас и во оваа нова епизода од нашиот серијал емисија Училиште за животот, ќе говориме токму на оваа тема, промислата Божја за спасение на човештвото во времето на Стариот Завет. Отец Ивица, на почетокот сме на четвртата тема од овој серијал на емисија Училиште за животот, тема под наслов Промислата Божја за спасение на човештвото во времето на Стариот Завет. И некако ми се наметна прашањето од воведот на оваа емисија да појасниме на нашите гледачи што подразбираме под спасение во христијанска смисла на зборот, од што тоа ние треба да бидеме спасени. Така, значи оваа емисија се надоврзува на претходната емисија во која говоревме за тоа од каде е злото и од каде е доброто и што е злото, што е доброто. Затоа што кога се чита Светото Писмо, говоревме во минатата емисија, уште веднаш на првите страници на Светото Писмо, односно уште веднаш во првата книга Мојсеева, читателот, истражувачот на содржината на Светото Писмо се соочува со таа вистина дека нашите прародители се соочиле со спознавањето на доброто, но и со спознавањето на злото. Самиот наш Творец, создавајќи ги Адам, па потоа и Ева, им забранува на нашите прародители, духовно неподготвени, да го има тоа искуство, да јадат од дрвото на спознанието на доброто и злото, но ние говоревме во минатата емисија зошто и како се случило сето тоа и говоревме и за последиците. Кои биле последиците откако нашите прародители Адам и Ева неподготвени земеле од дрвото на спознанието на доброто и злото. Значи злото како инфекција, како болест, ги инфицира, буквално ги инфицира, ги заразува како зараза, една духовна зараза. И ние гледаме веднаш сериозна промена и внатре во нивниот живот и надвор од нив, и ние гледаме промена всушност и на целиот свет, затоа што Адам и Ева го имале тој момент на царственост, они биле врвот на Божјото создание, и сега во момент кога тие се инфицирале, таа инфекција се пренела за жал на целиот овој свет, и затоа Адам и Ева, нашите прародители, а преку нив и целото човештво, ја губат она добро подобна состојба на екзистенција или добро подобна состојба на постоење или она рајска состојба на постоење, и Адам и Ева и преку нив целото човештво завлегуваат во оваа состојба на постоење со која ние секојдневно се соочуваме, а тоа е постоење во кое има и зло кое предизвикува грев, злото и гревот предизвикуваат духовна успиеност или духовно мртвило, еден внатрешен хаос, дезинтеграција, и сето тоа предизвикува биолошка смрт. А целиот тој контекст го предизвикува овој отпаднат начин на постоење со кој ние секојдневно, како што реков пред малку, се осведочуваме. Сега, кога говориме за спасение, за ослободување, говориме за тоа дека нашиот Бог, нашиот Творец, нашиот небесен татко, нашиот небесен Отец, тој што не создал, тој, како што самиот свети апостол Павле ни кажува, ја пројавува својата волја што никој не сака да загине. Значи, од целото човештво, никој да не загине, да не го изгуби своето постоење и сите да дојдат до познавањето на вистината на постоењето. И затоа тој го започнува откако нашите прародители отпаѓаат од таа доброподобна состојба на постоење или постоење во добро, откако отпаѓаат од таа состојба и навлегуваат во оваа состојба во која ние денеска постоиме, со сите последици, нашиот Бог, нашиот Творец промислува, односно да се изразам по-едноставно, има план. Значи, има план како човештвото
да го ослободи, да го спаси од оваа страшна состојба на постоење во зло, во грев, во духовна смрт и се разбира како последица на сето тоа е и биолошката смрт. И треба да се каже и темелот на живењето во отпадништво, тоа е сотонското робство. Затоа што како последица на сотонското робство доаѓа и злото, и гревот, и духовната смрт, и биолошката смрт. И сето ова што се случи во овој свет. Значи Бог сака да не ослободи од оваа состојба на екзистенција, од оваа отпадната состојба на екзистенција и да не приведе кон онаа состојба на постоење, односно на екзистенција за која тој не промислил нашето постоење. Така, бидејќи Божјата промисла не биле, значи Адам и Ева да отпаднат од него, имал сосема друга промисла за нас. Што се случува после падот на првите луѓе, па се до потопот? Така, значи, вака сега и за нашите гледачи, вака она што го кажавме пред малку, значи, тоа сето може да се каже дека како човештвото да скршнало од вистинскиот правец во кој требало да се движи, скршнало во една слепа улица. Ние се наоѓаме сега во една слепа улица, во духовна смисла на зборот, кажано, и таа слепа улица не фрла во таа состојба на безизлезност и безсмисленост. И Бог е оној кој не повикува кон вистинскиот правец. Сега ова второто прашање. Да, уште веднаш кога го читаме ние Светото писмо, односно првата книга Мојсеева, првите глави од првата книга Мојсеева, се осведочуваме за тоа како злото започнало уште веднаш да делува во потомците на Адам и Ева. Значи, тие откако излегле од рајската состојба на постоење, откако били изгонети од рајот, дури рајот бил заштитен од Бога со два херувими со огнени мечови, тие го продолжиле своето постоење, своето битисување, но веќе во една друга состојба. Во една друга состојба и нешто што го имале како заповед уште во рајската состојба, тоа е плодете се, множете се, тие ја продолжиле и во таа отпадната состојба на постоење, но гледаме дека децата што се раѓаат од нив, нивните потомци веќе имат последицата од инфекцијата, од злото. Веднаш тоа го согледуваме преку нивните синови Каин и Авел. Гледаме Каин потигнат од завидливоста во однос на Авел, тој го прави првото братоубиство, ова брат Симе, и гледаме како полека ова наследниците, потомците на нашите прародители Адам и Ева, генерално започнува да се оделуваат едни од други. Полека настанува тоа потомството на Каин. Потомците на Каин живееле во рамниците, и како што ни сведочи Светото писмо, затоа што само Светото писмо ни сведочи за тој историски период од човештвото. Немаме други сведоштва, да. Да, другите сведоштва, односно другите обиди кај народите се митолошки, да се прикаже тој период, тој најраниот период на историјата на човештвото после падот. Но Светото писмо ни сведочи дека односно во Мојсеевото петокнижие, конкретно во неговата прва книга, и сведочи дека потомците на Каин полека почнуваат да ја формираат цивилизацијата што е препознатлива за овој свет. Тие почнуваат да живеат во рамнините, формираат градови кои ги опкружуваат, значи човекот веќе се плаши од природата веќе го нема тој момент човекот што на единство со природата како што било во рајот, и така да човекот почнува да се штити од природата, што природата го препознава злото кај човекот. Живите суштества го препознава злото кај човекот и почнува да се бранат и да реагираат на тоа. Така веќе почнува таа пострајска цивилизација која кулминира со своето зло до тој степен, значи до тој степен кулминира во своето отпадништво од Бога, што Бог промислува да со потоп го очисти, како да кажам,
оној дел од човештвото кој до тој степен се го промашта своето постоење и потонало од зло. Сега тоа е аспектот на наследниците, потомците на Каин. Адам и Ева го имаат и својот син Сит. Потомците на Сит живееле по планините и живееле многу, условно речено, вака да се изразам, по природен начин на живење, односно во хармонија со природата и во хармонија се уште со неизгубеното добро. Но таму ни се сведочи во Светото писмо дека синовите Божји, односно потомците на Сит, почнале полека да се мешаат со потомците на Каин и така настанувале силни луѓе на земјата, џинови, како што се напишани таму во Светото писмо, луѓе кои биле високи, моќни и така натаму. И гледаме гордоста, егоизмот, односно злото, лакомоста и сите тие инфекции на злото, светот го доведува до тој степен да самото тоа ја обесмислува својата состојба на постоење. И затоа Бог го испраќа потопот, но Бог го повикува Ное. И многу интересно самото име на патриархот Ное значи остаток, односно оној дел од човештвото што останало се уште верно на Бог, што останало се уште верно на доброто, на смислата на постоењето. И сега Бог преку Ное, а тоа е многу интересна работа уште едно да се спомне дека поминуваат 10 генерации од Адам до Ное, значи 10 генерации, во тие 10 генерации имаме и праведници. Го имаме и Енок кој живеел толку праведно да Бог го вознел на небесата, исто како што тоа го направили со пророкот Илија. Значи, но за жал, освен праведниците живеат оние други кои до тој степен, како што реков премалце, себе си се озлобиле, што ја губат смислата на своето постоење, затоа Бог го повикува Ное, односно остатокот, здравиот остаток од човештвото, а тоа е Ное, неговата сопруга, неговите 3 сина, Сим, Хам и Јафет. И Бог преку градењето на ковчегот или бродот, арката, како има многу термини, градењето на таа арка траело 100 години. Значи, 100 години Бог преку Ное го повикувал предпотопното човештво на покаяние. Но ја гледаме како реагирало ни кон сето тоа. И од она предпотопно човештво ни остануваат само Ное, неговата сопруга и неговите 3 сина со жените. И после Ное, после потопот, настанува постпотопното човештво. Тоа е всушност нашето човештво. Значи, колевката на постпотопното човештво е меѓу реките Тигар и Еуфрат, затоа што, како што ни сведочи Светото писмо, бродот на Ное, односно ковчегот на Ное, арката на Ное во која биле спасени сите живи суштества кои Бог промислил да бидат спасени, заедно со Ное, неговата жена и 3 сина, застанала на планината Арарат. Ден денеска се истражува таму и велат некои дека се најдени остатоци буквално окаменети од дрво, но тоа веќе е една друга тема, можеби ќе направиме една специјална емисија за тоа. И потоа гледаме како потомците на синовите на Ное полека го населува тој дел на светот помеѓу двете реки Тигар и Еуфрат, и всушност таму е лулката на постпотопната цивилизација. Всушност од таму настанува постпотопното човештво. Најстарите цивилизации, конкретно цивилизациите на сумерите, на вавилонците, халдејците, египјаните, така натаму, од таму настанува. Тоа би било накратко. Сепак, брат Симе, има многу информации околу ова. Овие емисии имаат таква цел само да потикнат, да насочат кон размислување, да потикнат кон читањето на Светото писмо, да дадат така некои основни информации. И сега за позадлабочено истражување треба самите гледачи на нашата емисија да се заинтересираат. Ние ќе се обидеме сега од се да опфатиме во оваа емисија. Тоа е многу широка тема, да се трудиме, колку што можеме, да. Промислата Божја за спасение на светот. Така. Значи, после падот на човекот, падот на Адам и Ева, Бог промислува како да го спаси човештвото од злото, од сотонското робство, од смртта, и го формира староеврејскиот народ, Израилот,
од 12 племиња, од 12 синови на Јосиф се формираат 12 племиња, од кои што подоцна се формира еврејскиот народ. Значи Бог ја промислува на Јаков, да. Бог ја промислува, значи, оваа заедница и ја создава и за нејзе во Библијата ќе ги каже и следниве зборови. Па сега, ако го слушате гласот мој, го пазите заветот мој, ќе ми бидете народ избран меѓу сите народи, зашто моја е земјата цела, и вие ќе ми бидете царство на свештеници и народ свет. Так, значи, говоревме за предпотопното човештво и за тие 10 генерации до Ное. И сега, од Ное, многу интересен тој момент, Бог дава посебни благослови на трите сина на Ное, на Сим, Хам и Јафет. И всушност промислата Божја за спасение на човештвото. Тој план конкретно оди преку Сим. Така. И ние гледаме како од потомците на Сим преку тие 10 генерации полека се доаѓа до Тара, тој е таткото на Аврам. Аврам е роден 2166 година пред Христос. Значи, тој е 2166 години пред Христос и роден е во Ур Халдеја. Денеска, значи, според она што го имаме како информација за Аврам и за неговиот живот во Светото писмо на Стариот Завет, односно првата книга Мојсеева, всушност пророкот Мојсе оделил многу простор за Авраам во неговата прва книга. Значи од 12-та до 25-та глава се говори за Авраам, значи, затоа што Авраам е татко на верниците. Затоа што тој на вистински начин ја осознал, ја прифатил и ја одржал верата во едниот и единствениот Бог и Творец на се што постои во сите димензии на постоењето. Зошто? Затоа што уште веднаш ние гледаме дека уште веднаш по падот и во периодот на предпотопното човештво и во периодот на постпотопното човештво, самото зло кое било во човекот, но и самата последица на губење на сознанието, на заборавањето на вистинскиот Творец, огромен процент од човештвото, сите овие потомци на Адам и Ева и на сите оние што се родиле од Адам и Ева, од сите овие поколенија, започнале полека да го забораваат едниот вистински Бог, едниот Творец, промислител на се што постои, почнале полека да формираат своја религија. Односно, како што некој би го кажале, тоа сотонска религија. Во која смисла сотонска религија? Значи, го забораваме вистинскиот Бог, вистинскиот Творец, вистинскиот промислител, вистинскиот извор на животот, вистинското добро, вистинските вредности на вистинскиот добар. И почнуваат луѓето да си создаваат религии кои се темелат на нивните идоли. Да, тие почнуваат да формираат, формираат или градат, прават идоли, форми на богови и всушност во тие форми идоли проектираат своји потреби. И така почнува да се формираат разните религии во овој свет, кои се темелат на идолопоклонство, на поклонување на лажни богови. И позади поклонувањето на лажни богови, всушност позадината е повторно сотонска, значи демонските нечисти сили го одвлекувале човекот и човештвото од служењето и поклонувањето на вистинскиот Бог. И сега гледаме преку тие генерации после потопот, значи од Симпа до Тара и Аврам, ние гледаме како полека во тие генерации сепак Бог промислувал луѓе кои се уште го чувале сознанието и сеќавањето за вистинскиот Бог. И тоа во морето на идолопоклонички народи. Во морето на народи кои се поклонувале на идоли, кои се формирале своји религии, окултизмот цветал, магизмот цветал и така натаму. И сега замисли, во такво едно духовно милје живее Аврам. Во една состојба на отпаднатост, во една состојба на богозаборавеност. Во еден таков контекст,
ние гледаме и кај сумерите, и кај вавилонците, и кај халдејците, па египјаните, исто ние гледаме нивните пантеони, божества, што се прави во тој период. И сега Авраам е оној кој се уште го има сеќавањето, кој го примил од претходните генерации за Бог, кој не може да го изобрази со идол, не може да го изобразиш, не може да направиш никаква форма негова. Значи тој го доживувал тој Бог како креатор, како творец на се што постои. И затоа што Авраам го имал тоа во себе си, но бил и духовно подготвен да ја носи таа вера, значи, затоа што тешко било во тоа време, значи, тој ја имал, но и бил подготвен духовно да ја носи таа вера, Бог го повикал. Бог го повикал од Ур халдејски, значи, неговото семејство, да го напушти тој незнабожачки народ кој се поклонувал на лажни богови, на идоли, и полека тој го повикува кон ветената земја. Односно, тоа би било територијата на денешниот Израел и така натаму, значи во тој дел, значи на светот, тој го повикува да излезе, значи од тие идолопоклонички народи. Полека сега Бог преку Аврам имал свој план да формира свој народ. Сега, сите оние кои ќе сакаат да се запознаат поподробно со животот на Авраам и сето тоа што Бог му го открил, го направил, може тоа да го прочитаат во првата книга Мојсеева или Битие, од 12-та до 25-та глава, но многу е битно што Бог му дал едно вакво откровение на Авраам, дека преку него ќе бидат благословени сите народи. Односно, му открил дека преку него, од неговото потомство, ќе дојде Спасителот. Значи, говоревме на почетокот за тоа која е целта на Божјата промисла, спасението, и сега Бог, нашиот небесен татко, тој што е, во тоа време го доживувале како Елохим, како сесилниот, Бог промислувал како полека, значи, да го подготви доаѓањето на Месијата или на Спасителот на човештвото. И сега дел од планот било да се формира еден таков народ. Значи, Бог го формира својот народ. Бог го повикува Аврам, и сега многу интересно што Аврам и Сара биле, особено Сара била бездетна. Сега замисли, Бог него му дава благослов дека неговото потомство ќе биде како звездите на небото, а тој немал дете од својата сопруга, но тоа е пак дел од Божјата промисла. Проверка на неговата вера. И потоа кога Бог им благословува и кога биле у состојба да не можат на природен начин да го имат своето дете, значи, а тоа е плод на верата. Исак е рожба на верата, на довербата во Бог. И затоа многу интересно кога Бог, кога му се објавил на Авраам во форма на 3 ангели, и кога му кажал дека неговата сопруга Сара ќе зачне, а таа веќе имала над 90 години, таа се насмејала и не случајно така бил и именуван нивниот син Исак, што значи оној кој се смее. Значи, тоа е Божјата промисла е тој момент на вера, значи тој момент на доверба во Бог. Значи, и затоа Аврам е татко на верата, татко на верниците. Тој покажува вера, односно неискажлива доверба во Творецот. И дури кога Бог го повикува Аврам да го жртвува својот единствен син Исак, затоа што околните народи пагански тоа го правеле, и сега Исак, Аврам не се збунил. Да, го зема својот син и го принал, го однел на жртва, но Бог тогаш испраќа овен како символ дека тој подготвува жртва, а жртвата за искупување на светот ќе биде единородниот син Божи, Логосот Божи, кој ќе стане вистински човек и кој на крстот ќе го откупи, ќе го оправда целото човештво, односно на крстот ќе го разобличи злото.
Еве се тие се типолошки моменти во Светото писмо на Стариот Завет, кои како праслика се остваруваат во Новиот Завет. Значи еве Аврам го носи својот син Исак, но Бог го ја отрнува раката преку ангелот испратен на Аврам, отрнува неговата рака и Бог си ја подготвува својата жртва. Но Бог ја проверувал верата на Аврам. Се многу ме напрашуваат зошто е тоа така потребно. Да, понекогаш не можеме ние до крај да навлеземе во таа Божја промисла, во тој Божји план. Затоа што сепак Бог најдобро знае како треба да ги постави нештата во овој свет и како најдобро да делува во нас луѓето. И на кој начин па и да покаже своја педагогија и мистагогија. Значи самиот збор педагогија значи како дете да те води, значи да те расте, значи Бог знае како да не расте, а и во исто време мистагогија како да не воведе во тајната на постоењето. Значи целиот тој процес е неискажлив, но ние преку сите овие личности кои предмалку ги спомнавме, ние гледаме како Бог ја пројавува својата промисла. И преку Адам и Ева, и преку Сит, и преку Енох, и преку Ное, и преку Сим, и преку Евер, прататкото на евреите, од таму значи полека се формира тоа племе, тоа колено од кое е Тара, таткото на Аврам, па Аврам, Исак и полека доаѓаме до Јаков. Јаков има 12 синови, значи тоа може да го прочитаат, за да не одиме у подробности. Нашите гледачи да го прочитаат тоа во првата книга Мојсееве, таму опишено на кој начин Јаков секој од нив си има посебна улога во Божја промисла. 12 синови и од 12 синови на Јаков се формираат 12 племиња Израилеви. 12 племиња Израилеви и така настанува тој старозаветен народ Божи, еврејскиот старозаветен народ Божи. Значи Бог, како што прочита предмалку ти брациме, стапува во завет со нив. Значи стапува во завет со нив и полека Бог на тој народ му ја открива својата волја. Првим преку тоа што тој делува преку личности од тој народ, па и преку целиот тој народ. И гледаме како сите тие потомци на Јаков се благословени. Исто така пророкот Мојсей во својата прва книга голем простор одделува за еден од синовите на Јаков, а тој е Јосиф, сонотолкувачот. Значи сите сигурно го гледале тој филм, нема кој, не верувам дека нема кој не го гледал филмот за Јосиф сонотолкувачот, или и како цртан филм и како игран филм. Значи тој е еден од синовите на Јаков, кои неговите браќа го отфрлаат од завист и така натаму, но Бог промислува, тој оди во Египет, од таму е роб, па потоа ги толкува синовите на египетскиот фараон, па станува еден од најмоćните луѓе и тој ги заштитува своите браќа, односно наследниците на Авраам, односно Јаков и неговите синови од глад и ги сочува во Египет и таму во Египет тие се 450 години. Од почеток тие биле слободни, но со текот на времето како што се умножиле, египтјаните, односно фараоните египетски се плашале од еврејскиот народ, па ние гледаме како они стануваат робови во Египет, се до моментот кога пророкот Мојсей со Божји благослов и промисла го изведува еврејскиот народ од египетското робство. Значи, кога се чита Светото писмо на Стариот Завет, се гледа во сите овие личности што ги спомнавме, како да кажам, тоа учество на Божјата промисла, на Божјата насока за спасението на човештвото кај секој од овие личности. Бог делува кај секој од нив и делува во целиот тој народ. А делува за да преку тој народ полека се подготви до доаѓањето на Месијата, односно Спасителот на светот, на оној кој ово отпадното човештво ќе го спаси од сотонското робство, од злото, од гревот, од духовната смрт, односно од оваа состојба на постоење во која се наоѓаме од како сме отпаднале. Значи, Месијата е оној наш гарант, смислата,
и вистинскиот правец на нашето постоење. Целиот Стар Завет треба да се чита и мора да се чита христоцентрично. Така е, да. Затоа што сите списи и сите книги од Стариот Завет не носат кон единствениот спасител на светот. Така па, кога ние го читаме Стариот Завет, значи, ние гледаме дека целиот тој старозаветен народ Божи тежне кон месијанската ера. Особено полека пророците, вдахновени од Духот Божи, ги откриваат тие пророштва за тоа дека ќе дојде Месијата. И сега, самиот тој еврејски народ, старозаветен народ Божи, живее во таа тенденција, значи, он се придвижува кон месијанската ера. И ако можеме така како еден заклучок да направиме, да го исицаме сокот од Стариот Завет, ако може тоа да го направиме, значи, освен тоа што Бог, нашиот Творец, на еврејскиот народ му дал Тора, закон или наука, значи како треба во ова отпадната состојба да живее во Божјата вистина преку законите Божи, затоа што ние кога го читаме Стариот Завет и законите на Стариот Завет, ние гледаме како Бог внимава овој негов народ да не се оскверни од идолопоклонството, суеверието и паднатоста на останатите народи. Затоа што Бог имал ова промисла, цел со овој народ. Значи, не била чистотата на овој народ, на старозаветниот народ Божи, само целна по себе си. Значи, Бог преку законот, и не случајно и апостол Павле тоа го вели, законот, Тората, значи, целата таа строгост Божја во Стариот Завет е всушност педагогија до Христос. Била потребна. Да, била потребна педагогија, значи буквално Бог целото човештво преку рачето на старозаветниот народ Божи го водел до месијанската ера, братци. Да. И тоа е, значи, Стариот Завет е очекување на Месијата. Смислата на Стариот Завет е доаѓањето на Месијата. Смислата на законот во Стариот Завет е Месијата. И затоа кога доаѓа Месијата, кога доаѓа Христос, се исполнува. Тоа е смислата на Стариот Завет. Целата таа историја старозаветна, својот врв, својата смисла ја има во Месијата, а кога доаѓа Месијата, кога доаѓа Христос, спасителот на светот, целата насока на човештвото сега не е месијанското време, затоа што месијанското време дошло, туку целата насока е она состојба на постоење од која отпадна нашите прародители Адам и Ева, односно Царството Божјо, Божјото владење. Состојба на постоење во која нема да има зло, во која нема да има грев, во која нема да има духовна смрт, односно хаос, дезинтеграција, изгубеност. Просто ќе излеземе од слепата улица. Од таа состојба треба да излеземе и Месијата дојде за да не повика во вистинскиот правец, кој ќе не донесе во таа вистинска состојба. И тоа е смислата. Всушност, смислата на целото Свето писмо, на целото Божјо откровение е тоа, да се вратиме назад дома. Да се вратиме во таа состојба на постоење од која сме отпаднале, да се вратиме во таа состојба на постоење за која сме создадени нашиот Творец. Да се вратиме кон вистинскиот живот. Што е смислата на целото Свето писмо? Животот. Затоа што Бог нас не создаде за живот, за постоење, но живот во полнота. Значи живот во блаженство, живот во светост, живот во неискажливо и љубовно творештво. Значи ние дури не ни можеме да представиме, затоа што сме во ова отпадната состојба, за каква состојба на постоење не создал нашиот Творец, но преку духовниот живот, полека ние колку толку, додека сме во тело и во овој свет, а особено светите луѓе, колку толку веќе прозираме, како да кажам, ги насетуваме оние блага на вечното постоење во Царството Божјо. Би се навратил уште малку за Стариот Завет. Во Стариот Завет провејува една строгост, Так. една Божја строгост и во пазењето на заповедите, се до доаѓањето на Месијата. Што би кажале вие за оваа Божја строгост? Дали била потребна? Да, ова прашање е многу често, особено кога се обработуваат свети книги на Стариот Завет. Сите оние што ги чита свети книги на Стариот Завет, односно Мојсеевото петокнижие,
пророците, значи пророчките книги, таму кај што се книгите на пророците и нивните пророштва и поучните книги, евреите овие книги од Стариот Завет ги викаат Танах. Значи Тора, значи пете книги Мојсееви, Навим или книгите на пророците и поучните книги. Сега, особено кога се чита Тора, односно Мојсеевото петокнижие, ние гледаме дека Бог на Старозаветниот народ Божи му дава правила, односно заповеди како треба да се го организира својот живот во овој свет, за разлика од останатите народи. И Бог посебно ја бара таа етичка свесност и чистота. Сега, сите оние што го читаат Стариот Завет најчесто се повикуваат на 10 Божји заповеди. Да, Бог, кога евреите излегуваат од египетското робство, кога одат кон ветената земја, поминувајќи го Синајскиот полуостров, Бог преку пророкот Мојсей, тогаш Бог и му се открил на пророкот Мојсей, кога самиот пророк Мојсей го прашала кој е твоето име. Тоа е многу интересен момент. Тоа е влијанието на египетската култура кај Мојсей. Мојсей, кога го читаме ние сведоштвото за него, и тој има која Божја промисла, тој бил оставен од неговите родители во водите на реката Нил, па една египетска принцеза го пронаоѓа, па тој пораснува сушност како египетски аристократ. И сега тој кога Бог му се јавува додека тој ги чувал овците на својот таст Јотор, Бог му се јавува во капина која не изгорува. Значи гори, а не изгорува. Да. И слуша глас пророкот Мојсей, соблечи ги твоите обувки, затоа што ова е света земја. И кога Мојсей започнал да говори се, тоа е многу интересна работа, како Ное, например, или Авраам, или Мојсей, Јосиф, да. Како говореле со Бог, како го доживувале, тоа е нешто што е многу интересно. Значи, ние понатаму разбираме дека тоа Бог се открива себе си преку неговиот дух, Светиот Дух, но како Бог, тој што е говори во нашиот ум, во нашата внатрешност, како го слушале Божиот глас, многу интересна работа. Но Мојсей препознавале дека тоа да, и тој го препознаje, како го препознавале Божиот глас, затоа што денеска многу мина вела дека го слушаат Божиот глас, но слушаат разни други нешта. Да. И Мојсей, откако Бог му се објавил и го повикал да биде оној што ќе го ослободи еврејскиот народ од египетското робство, Мојсей, реков пред малку, под влијание на египетската култура, што он бил оформиран како египтјанец, иако евреин, тој му поставил едно прашање, многу логично во рамките на египетската култура, затоа што египтјаните имали имење за сите своји богови. Разни сите таму ли си правеле, спреле комбинации од богови, разни идоли и така натаму. И Мојсей му го постава тоа прашање, кој е твоето име? Се вика, ти ме праќаш кај моите браќа, ме праќаш да извршам ова функција, но што да им кажеме? Кој ме прати мене? А многу интересна работа. Предходните генерации го доживувале Бог. Го доживувале неговото присуство и го нарекувале семојниот. Или преку неговите пројави. И сега, за прв пат, Бог го открива своето име, значи, може би тоа е врвната негова суштина, и Бог вели Јахве, што значи јас сум оној кој сум, кој вечно постои. Значи Бог преку пророкот Мојсеја, преку него на целото човештво му открива дека е вечно постоечко битие. Тоа говоревме во првата тема на кој како Бог веруваат православните христијани. И сега тој Јахве, вечно постоечкото битие, тој вечниот на Мојсей, а преку Мојсей на старозаветниот народ Божи, на еврејскиот народ, кој се стапува во сојуз или завет со тој што е, со Јахве, му дава закон, а како врвот на законот се
двете табли, камени плочи на законот со 10 заповеди. И сега можеби треба да направиме една посебна емисија за толкување на 10 заповеди, затоа што сите 10 заповеди се всушност заповеди кои треба да му помогнат на старозаветниот народ Божи да излезе од стапицата на смртта, на духовната смрт, а да влезе во стапицата, да влезе во правецот на животот. И не случајно првата Божја заповед е: Јас сум Јахве, тој што е вечниот Бог твој, кој те изведе од земјата египетска, од домот на робството, немој да имаш други богови освен мене. Значи, другите богови се лажни, тоа се идоли. За првата заповед е темел на сите останати заповеди. Значи, доколку ти го одржиш тој подвиг, таа вера во едниот вистински Бог, ти си во животот, ти си со животот, ти си со извор на животот. Ако отпаднеш од мене, односно ако отпаднеш од животот, од изворот на животот, тогаш се губиш. Така да ние гледаме од тие 10 заповеди, 4 заповеди се насочени кон тоа како членот на старозаветниот народ Божи треба да гради однос кон Јахве, кон тој што е, кон вечниот. И затоа Бог му вели: немој да имаш други богови освен мене, потоа му вели да не прави идол или било каква представа за него според урнекот од овој свет. Значи да внимава да бега од идолопоклонство, да не создава, значи, представникот на старозаветниот народ Божи идоли представи како што гледал кај другите народи. Потоа имаме да не се изговара напразно името Божјо, односно и да не се злоупотребува, не само да не се изговара, туку да не се злоупотребува, затоа што паганските народи имијаде на своите богови и користели во магиски контексти. И така натаму. Или и сега од почит еврејскиот народ не го употребувал името на Јахве, туку наместо Јахве, и кога се читала Тора, односно Стариот Завет, тамо кај што пишувало Јахве, ЈХВХ, значи тие читале Адонај, значи Господи, господари, така натаму. И само првосвештеникот еврејски кој влегувал на Пасха, главниот празник на евреите бил Пасха. Пасек значи одминување, значи тој бил спомен ден во кој евреите се сеќавале и го празнувале нивното ослободување од египетското робство. Так. Значи евреите од почеток немале храм свој, храмот се гради во времето на Соломон, ова првиот храм нивен, до тогаш они се собирале својата богослужба ја правеле во скинијата на заветот или во шаторот на заветот. Во шаторот на заветот, таму бил и ковчегот на заветот, кај што биле поставени тие две плочи камени, кај што се наоѓале 10 Божји заповеди. Исто така и Бог на старозаветниот народ Божи му говори, значи 6 дена треба да работи, 7-миот ден е шабат, значи сабота, Господова, и во тој ден треба да одмори за да се сети, односно да си припомне дека оваа состојба на постоење во која постои и во која со пот на лицето свој го одржува своето постоење, својата екзистенција, е состојба на отпаднатост. И затоа Бог им забранува на евреите да не работат во сабота, да си спомнат за она состојба од која отпаднале. Значи, шабат или саботата, шабат значи спокој, одмор, е праслика, праобраз, символ на Царството Божјо. И затоа новозаветниот народ Божи, црквата, христијаните, саботата ја доживуваат како исполнет символ со Христовото доаѓање во овој свет. И затоа христијаните се собираат во првиот ден од седмицата после саботата, шабат, тој ден што тие го нарекуваат Кирие Кимер или Господов ден, ден на победата на смртта. Денот кога повторно, затоа што смртта е победена, нам ни е дадена можноста да влеземе во вечната сабота, односно во вечниот спокој, односно во вечното заедништво со Бог, во таа вечната состојба на Царството Божјо. И за тие се 4 заповеди во однос на Бог, и останатите 6 се во однос на тоа како човекот треба да го изгради својот однос помеѓу себе си.
и тоа е петата Божја заповед е во однос на родителите. Потоа имаме не убивај, не врши прелюба, не кради, не сведочи лажно, тоа се тие основни, како да кажам, етички постулати кои овозможуваат здраво општество. Значи, ние ако ги почитуваме своите родители, ако не убиваме, ако не крадеме, ако не сме манипулатори, ако не вршиме прелюба, не го рушиме семејството, ако не сведочиме лажно против нашиот ближен, ако не манипулираме, ако не го бараме туѓето, ние преку овие заповеди, преку овие вистини кои го соградуваат етичкиот кодекс на човекот, ние имаме постулати или темел за формирање на здраво општество, односно на здраво општествено живење. И затоа Бог и овие заповеди, како врв на сите заповеди, но има и многу други заповеди кои ги кажал на старозаветниот еврејски народ Божи. Значи, тој барал исполнување на заповедите, затоа што заповедите, како што реков и предмалце, се еден вид медник помеѓу духовната смрт и духовниот живот. Помеѓу богоотпадништвото и животот во заедништво со Бог. И како што рековме и пред тоа, дека Бог преку законот, преку заповедите, особено преку овие врвните 10 заповеди, но и пред се на се преку неговото водство, тој имал за цел преку овој старозаветен народ Божи во овој свет да го подготви доаѓањето на Месијата. И навистина, кога се исполнило времето, кога пророштвата на пророците од Стариот Завет почнале да се исполнуваат, односно почнале да се отвараат. Значи, буквално почнале во историјата да се отвараат. Полека, значи, сите тие пророштва се отвориле врз личноста на нашиот Спасител Исус Христос, врз личноста на Јешуа, врз синот на Марија. Многу интересно, и тој момент е клучен, што зошто ние Дева Марија нарекуваме пречиста, затоа што таа е најчистото човечко суштество родено на планетата Земја. Во духовна смисла, во етичка смисла на збора, затоа што тоа е плодот на Тора, тоа е плодот на законот. Марија е плодот на законот. Незините родители Јоаким и Јана исто така не можеле да имаат дете во оној природен процес и Бог им ја дарува Марија како плод на нивната вера. И ние гледаме како е промислата и со Марија, и со Дева Марија, и како полека и со Јован Крстителот, и така и гледаме како полека се исполнува она пророштво на пророкот Исаја, дека девица ќе зачне и ќе роди син, и неговото име е Имануел, што значи Бог е со нас. Бог е со нас. И ние гледаме како полека сите пророштва од Стариот Завет врзани за Месијата, за помазаникот, за Спасителот на светот се отвараат во личноста на нашиот Спасител Исус Христос. И тоа е сокот на Стариот Завет. Так. Месијата, Да. Спасителот. Оној кој ќе не спаси, ќе не искупи и ќе не поврати, како да кажем, ќе не насочи, ќе ни помогне да одиме во таа насока, да излеземе од сотонското робство, да излеземе од живење, екзистирање во зло, во грев, во духовна смрт, и самиот тој ќе победи смртта во нас во последниот ден на овој свет, а тоа е денот на неговото второ доаѓање, затоа што Месијата еднаш доаѓа во овој свет како јагне Божјо, да ги земе гревовите на светот врз себе, и не случајно на пасхалната вечера се принесувало јагне, кој е символ на јагнето кој ги зема гревовите на целото човештво, а тоа јагне Божјо е самиот наш Спасител. Значи тој доаѓа еднаш како Спасител на целото човештво, а на крајот на овој свет, вако како што ние го знаеме, на крајот на отпаднатиот свет, Месијата Христос ќе дојде како судија на живите и мртвите, и пред неговото второ доаѓање ќе настапи воскресението на мртвите, односно победата, финалето, победата над смртта, кога Христос ќе не воскресне, ќе не излече од состојба на смрт и ќе не воведе во состојба на живот, и тоа живот вечен. Постојање. Така, отец Ивица, на крајот само би те прашал многу кратко за крајот на емисијава. Еве видовме дека многу од не само пророците и други луѓе во Стариот Завет го препознале тоа Божјо водство во нив. Како ние да го препознаме, дали го препознаваме денеска Божјото водство во нас и Божјата промисла?
Значи, тоа е исто така многу голема тема. Голема, да. Да, целата оваа емисија е навистина со една преголема тема, Во Стариот промислата Завет Божја Бог за спасение. делувал нели преку старозаветниот народ, денес делува преку црквата. Но тоа е општо сега, тоа е но во тој старозаветен народ Божи тој делува преку конкретни личности, Да. како што денеска, односно преку црквата, преку новозаветниот народ Божи исто така делува преку конкретни личности. Апостолите се конкретни личности. Да. Ова апостол Павле е конкретна личност. Ова Свети Игнатиј Антиохиски, маченикот од првиот век на христијанството е конкретна личност. Свети Симеон Нови Богослов е конкретна личност. Свети Климент, нашиот просветител и сведок за месијата на овие простори, конкретна личност. И сега, како се доживува, препознава Божјата промисла конкретно во нас, Божјото водство, првин преку духовното будење. Кога човек ќе доживее духовно будење, односно покаяние, кога ќе стане свесен за својата отпаднатост, и кога ќе стане свесен и за својата вистинска од Бога благословена природа и состојбено постоење. И кога таа свесност, тој Божји допир ќе го потекнат на промена на неговиот живот. Просто таквиот човек веќе ќе има гадење во однос на злото, во однос на гревот. Тој ќе почне да се чисти во однос на злото и во однос на гревот. Ќе ги чисти тие нешта од себе, затоа што ќе има свесност за онаа состојба на постоење, состојба на светост, состојба на љубов, на радост, на заедништво со Бог. Сега, тоа е првиот момент. Вториот момент е љубов за исполнување на заповедите Божји. Значи, човекот кој има Божја промисла или Божја водство во себе, тој се труди во исполнување на Божите заповеди. Односно се труди да исполни Божјата волја, затоа што секоја Божја заповед е Божјата волја. А Божјата промисла најдобро се изразува преку тоа кога ние ќе сакаме да исполниме Божјата волја во овој свет. Затоа и Бог делува во нас, за да исполнуваме неговата волја. Во слава негова и за спасение на сите околу нас и за наше спасение. Тоа би било така како еден заклучок, но и потик за размислување и се надевам дека во некоја од нашите следни емисии ќе проговориме малце позадлабочено за оваа многу битна тема. Отец Ивице, ве сме на крајот на нашава емисија. Се надевам дека успеавме за овие 40 на 50 минути на нашите гледачи да им го доближиме Стариот Завет, Старозаветниот народ Божи, промислата Божја за спасение на народот. Па тоа е навистина обимна тема, брат Симе. Сега се надевам дека ние се потрудивме. Сега нашите гледачи треба да заклучат колку сме успеале во тоа да го пренесеме, но сепак кажав јас дека оваа емисија има за цел да мотивира. Така да еве ова што го говоревме ние нека ги мотивира нашите гледачи за едно посериозно истражување на Светото писмо, конкретно сега на светите книги на Стариот Завет, за сето ова што го говоревме позадлабочено, така го восприемат и го разберат. Така. Би ги повикал нашите гледачи да бидат со нас и во следната емисија.